Ревидираната методологија за преговорите за проширување со цел пристапните преговори да бидат кредибилни и предвидливи за сите страни, изјави еврокомесарот за проширување Оливер Вархеји. Тој прецизира дека Европската комисија во идниот месец ќе ги усогласи предлозите на повеќе членки на Унијата за преуредување на постапката и на политиката спрема новите членки. Вархеји додаде дека во комисијата се води расправа не само за францускиот, туку и за предлозите на други земји. Во јануари сакаме да излеземе со склоп мерки врз основа на кој ќе може да се преуреди методологијата за проширување. Станува збор за најмалку 4 клучни критериуми кои веќе ги имаме на ум, изјави тој, додавајќи дека првиот критериум е да се биде уверлив и за земјите членки и институциите на Унијата, но и за партнерите. Вториот критериум е предвидливоста, што значи дека ќе треба да се знае повеќе однапред што ќе биде како со членките на Унијата, така и со земјите кои се стребат кон тоа. Ако едната страна направи нешто што се очекува од неа, тоа мора да го стори и другата страна, вели Вархеји. Критериум ќе биде и политичкото лидерство, политичкото раководење кое мора да управува со целиот процес на проширувањето. До ова доаѓа откако Франција, поддржана од Данска и Холандија, контроверзно го блокираше ветеното отворање на преговорите за пристап со Албанија и Северна Македонија. Париз, покрај неопходното забрзување на реформите, аргументираше со тоа дека на процесот за пристапување во Европската Унија му се неопходни реформи, односно дека Унијата би требало да се фокусира врз внатрешното средување пред да прима нови членки. Вархеји, откако во вторникот Србија отвори уште едно поглавие за пристапните преговори, 18 од 35 поглавија, на Твитер напиша дека интеграцијата на Западен Балкан е важна стратегиска цел за Европската Унија.